Почитувани граѓани, време е да зборуваме за сериозни политики, за иднината и за она кон што целиме. Целиме кон намалување на криминалот и корупцијата, а за тоа треба план, стратегија и концепт. Тргувањето со криптовалутите станува се почесто споменувано, а овој вид вложување се повеќе го привлекува вниманието на граѓаните. Напредните држави имаат огромен напредок во оваа област. Се овозможуваат финансиски трансакции преку криптовалути. Дополнително, во светот има голем број на банки кои преку нивна платформа дозволуваат трговија. Во Република Македонија овој сегмент се уште не е регулиран со закон, па во случај на измама нема начин да се обештетат инвестициите. Нашите закони ниту овозможуваат, ниту пак забрануваат купување и продавање криптовалути, поради што граѓаните имаат можности сами да одлучуваат дали ќе инвестираат. Со регулација на криптовалутите, неколку десетици милиарди евра годишно завршуваат во буџетите на земјите како Соединетите Американски држави и Германија. А за истото, веќе и во останатите земји во Европската Унија се прави стратегија за тоа како да се регулираат криптовалутите кои се уште се во сивата зона. Затоа, почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН е цени дека времето на политички теми кои на дневно ниво ја уназадуваат Македонија е завршено. Преку пратеничката група на ВМРО-ДПМН во Собранието ќе поднесеме закон со кој ќе се дозволи трговија и чување на криптовалутите во Македонија. Со тоа, инвестираните и вложени пари од граѓаните ќе завршат во буџетот, ќе ја подобриме економијата. Ова законско решение кое ќе го предложиме ќе ги содржи во себе следните ослободувања. Најпрво, трговија со криптовалути без ДДВ. Потоа ќе воведеме законска норма со која тие кои што ќе тргуваат со криптовалути, најмалку до крајот на 2023 година ќе бидат ослободени од данок на добивка и персонален данок на доход. Обезбедуваме најмалку половина милијарда евра во македонскиот буџет. Патот кон дигитализација и напредна технологија треба да го следиме на овој начин. Појавата на блокчейн технологијата како револуционерна технолошка иновација го наметна дискурсот за нејзините потенцијални влијанија и ефекти врз економијата и бизнисот. Во овој контекст, блокчейн технологијата се перцепира како атрактивна опција за технолошка трансформација на повеќе сектори и бизниси, меѓу кои особено се акцентираат можностите за имплементација во финансискиот сектор. Нејзината појава навестува една нова ера на придобивки во сите сфери во организацијата на работењето на фирмите во сите сектори. Ако ова е иднината, тогаш време е да почнеме да ја применуваме. ВМРО-ДПМН ја нуди поинаков пристап кој му е потребен на македонското општество. Ви благодарам.